Осигурајте ја вашата иднина со компанијата на која и верувате. Локацијата е нова, а довербата сигурна. Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, на нова локација во близина на Чумовчанец на улица Сотка Ѓорѓиевски, број 38. Ние сме друштво за застапување во осигурувањето Протектор. Соработуваме со компаниите Винер Лайф од областа на животно осигурување и со Македонија осигурување од областа на неживот. Протектор, ваш заштитник од ризици со полиси за животно и имотно осигурување. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. Секоја нова година е почеток на нови предизвици, но при правењето на избор за одредени решенија, најважна е довербата стекната низ искуството за одредена услуга или за производ. Солина Димовска од Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, ќе говориме токму за тоа, кој е вистинскиот избор за намалување на ризиците кои животот може да ги донесе. Февруари е месец на дарување и секогаш кога ќе се спомне февруари се мисли на денот на влюбените. Дали има некој производ или услуга кој што Протектор особено го препорачува во овој месец? Така, февруари е ден на месец на љубовта, на виното, на дарувањето. И токму во февруари би ја препорачале полисата за животно осигурување Протектор, истоимена, исто како името на нашата компанија, да се даде како подарок на саканата личност, на сопругата, на сопругот, и да се знае дека оваа полиса представува едно вистинско изразување на грижа кон нашиот партнер и едно долгорочно згрижување на партнерот, меѓутоа и на нашето семејство. Вие сте ексклузивни застапници на полисата Протектор, која што е од Винер Лайф. Што значи тоа ексклузивни и дали тоа значи дека само кај вас може да се најде оваа полиса која што навистина еве долгорочно заштитува од одредени ризици? Точно така, ние сме ексклузивни застапници за полисата Протектор, истоимена со нашата компанија. Оваа полиса може да се добие ексклузивно кај нас, исклучиво во друштвото за застапување во осигурување Протектор. Што значи тоа? Доколку некој граѓанин, клиент, потенцијален сака да ја направи оваа полиса и се обрати кај друг застапник од Винер Лайф или се обрати директно во компанијата Винер Лайф, нема да го услужат и ќе го испратат кај нас во друштво за застапување во осигурување Протектор, бидејќи ние имаме ексклузивата за оваа полиса. Кога зборуваме за довербата, тоа значи нешто што е долгорочно и стекнато низ годините, а за полисата Винер Лайф познато е дека со години ја има на пазарот. Колку години може да се сретне оваа полиса за животно осигурување и зошто е најбараниот производ практично? Оваа полиса за животно осигурување под името Протектор може да се сретне од август 2021 година. Таа е направена по препорака на собственикот на Протектор АД, на господинот Новица Мушич, кој што има долгорочно искуство во работењето во осигурување. Правена е заедно со него и со стручни лица од Австрија од Винер Лайф АД и веднаш потоа ексклузивата е дадена на Протектор АД по самото наше основање по отпочнувањето со работа. Значи, оваа полиса на пазарот во Македонија е достапна од 2021 година за граѓаните на Република Македонија. Колку ризици опфаќа за осигуреникот кој што ќе ја склучи полисата и дали има некои измени низ годините во смисла на некои дополнителни ексклузивни покривања во полисата кои што фаќаат и други членови на семејството? Така, во полисата Протектор, бидејќи представува полиса за животно осигурување, самото тоа значи дека оваа полиса се склучува во случај на настанување на ризик од смрт,
ризик од смрт од болест, ризик од смрт од несреќен случај, или во случај на доживување. Сега што значи се од тоа подетално? Доколку кај осигуреникот настапи смрт, при самото склучување на договорот за осигурување, се формира една така наречена осигурена сума. Доколку оваа смрт настапи кај осигуреникот, се исплаќа осигурената сума. Доколку настапи смрт поради болест, било каква тешка болест, срцев удар, мозочен удар, се исплаќа осигурената сума во целост на семејството или на наведените наследници во самиот договор за осигурување. Доколку настапи смрт поради несреќа, осигурителната компанија тоа го третира како поголем шок за семејството. Оваа осигурена сума која што претходно ја спомнав се множи по 2 и се исплаќа на семејството на осигуреникот, на неговите законски наследници или на наследниците договорени во самата полиса. Доколку се случи доживување, тоа е, да кажам, најпосакувано нешто и за нас како друштво за застапување во осигурување, и за осигурителната компанија, и за осигуреникот, и пред се заради хуманиот фактор во нас луѓето. Доколку се случи доживување на полисата, значи осигуреникот, договорувачот на осигурување, се договорил таа полиса да трае 20 години. Во текот на тие 20 години се исплаќа премијата за осигурување и по истек на тие 20 години се добива онаа осигурена сума зголемена за добивката, бидејќи осигурителната компанија понатаму работи со оние пари кои што осигуреникот ги вложува кај неа. Покрај овие ризици, вклучено е осигурување од тешки болести, односно 21 тешка болест за осигуреникот. Тука, доколку настапи некоја од тие 21 тешки болести, случајот се документира, односно се доставува лекарска документација до компанијата Wiener Life и после тоа се носи одлука за исплаќање на осигурената сума. Тука престануваат обврските на осигуреникот кон осигурителната компанија и престанува и обврската од осигурителната компанија кон осигуреникот да го згрижува во некои понатамошни случаеви. Дополнително покритие кое што го имаме во оваа полиса е осигурувањето од 11 тешки болести за 2 деца на осигуреникот, каде што се исплаќа 100% од оваа осигурена сума, меѓутоа обврските продолжуваат да важат и за осигуреникот и за осигурителната компанија. Оно што е важно е да се напомене дека новитетот во оваа полиса е склучување на полисата и вклучување на двете деца од осигурени. Токму така, до минатата година го имавме ова осигурување за деца на осигуреникот од тешки болести, меѓутоа тука влегува 2 деца на осигуреникот со 50% од осигурената сума. Кон крајот на минатата година, ова одлука е променета и сега влегуваат 2 деца на осигуреникот со 100% од осигурената сума и ова го нема во ниту една друга полиса за животно осигурување на пазарот во Република Македонија моментално. Така, тоа е и ексклузивата. Таа е ексклузивата во овој пакет и исто така вклучени се во 21 тешка болест за осигуреникот, влегуваат Алцхаймерова болест, Паркинсонова болест и трајна туѓа нега. Тоа е она што ја издвојува оваа полиса од останатите полиси за животно осигурување моментално на пазарот. Што е оно што треба да го знае потенцијалниот осигуреник при склучување на полисата во однос на неговата здравствена состојба? Потребно ли е да се донесе одредена потврда за здравствената состојба на осигуреникот и здравствената состојба на неговите 2 деца, доколку ги има? Во однос на здравствената состојба на осигуреникот, она што е важно да се нагласи кај оваа полиса, кај Протектор, е дека е важно во моментот на склучување на договорот за осигурување, осигуреникот мора да биде здрав. Доколку неговите деца имаат некои претходни диагнози, претходни тешки болести, пред склучување на договорот за осигурување, за тоа мора да ја известиме осигурителната компанија, за да видиме дали двете негови деца ќе бидат вклучени во полисата, во кој случај ќе бидат исклучени. Тоа се документира. Доколку осигуреникот не е здрав во моментот на склучување на полисата, например има некои хронични заболувања, имал претходни операции, се
лекарски се документираат тие состојби кај осигуреникот, се доставуваат до осигурителната компанија, па потоа Винер Лајф дава одобрување дали овој осигуреник може да влезе во полисата Протектор или препорачува некој друг производ за животно осигурување. Исто така, пополнува во самата понуда за животно осигурување, пополнува еден здравствен прашалник, каде што се наведени доста бројни прашања за неговата здравствена состојба. Сега тука при пополнување на овој здравствен прашалник, осигуреникот мора да биде свесен, односно вистинито да одговара на овие прашања. Доколку осигурената премија, која што сака да ја плаќа, годишна осигурена премија, која што сака да ја плаќа осигуреникот, надминува 3000 евра, тогаш на сметка на осигурителната компанија се прави еден здравствен преглед. Во зависност од премијата која што ќе плаќа годишно, се утврдува дали тој ќе биде мал или поголем, пообемен здравствен преглед, па потоа се одлучува дали осигуреникот ќе се прифати во Протектор или нема да се прифати. Во однос на склучувањето на полисите и едно прашање што се однесува до фирмите. Може ли фирма да склучи полиси за осигурување за своите вработени и во кои случаи? Секако дека фирмата може да се јави како договорувач на осигурувањето за своите вработени. Фирмата се јавува како договорувач, вработените стануваат осигуреници, влегуваат во програмот Протектор. Може да се јави кога и да сака фирмата, треба да пројави интерес, да сака да каже дека сака да направи полиса за животно осигурување за своите вработени, тогаш ќе се направи еден состанок со одговорните лица во фирмата, ќе им се објасни што е Протектор, зошто е добро да се има полиса за вработените за животно осигурување, затоа што оваа полиса покажува дека компанијата се грижи за своите вработени, ги згрижува, ги осигурува од 21 тешка болест, ги осигурува двете деца на нивните вработени. Покрај тоа може да вклучи дополнително осигурување во самата полиса од повреди или од операции, или и двете, и од повреди и од операции. Со оваа полиса исто така ја зголемува свеста кај своите вработени да останат, да бидат лојални кон таа компанија, затоа што оваа полиса се склучува на долг рок, може да трае најмалку 10 години, може да трае најдолго до навршување на 70 години на осигуреникот. Значи, овде имаме добри ефекти и за вработените на фирмата и за самата фирма, затоа што ги згрижува вработените, ги згрижува нивните семејства, меѓутоа си обезбедува и една лојалност кај вработените и оваа полиса е особено добра за некои вработени што се дефицитарни во струката, во компанијата, се плашиме дека ќе напуштат компанијата. Нашата успешност, нашето работење зависи директно од нив, ако се добри во планирање, добри се во сметководство, добри се во процесот на производство, знаат имаат некој специфичен занает кој што е неопходно потребен за нашата фирма, тогаш добро е да му ги дадеме на вработениот овие бенефиции, го задржуваме во компанијата, го згрижуваме, а по истек на договорот за осигурување, во договор со компанијата за осигурување со Винер Лајф АД, компанијата, фирмата договорувач се договора дали тие пари ќе ги даде на осигуреникот, она сума во случај на доживување, како награда за тоа што останал во фирмата 20 години, како премнина пред заминување во пензија, или ќе ги користи за себе, ќе останат на сметка на правното лице. Оно што го споменавте неколку пати во текот на разговорот е таа штедна компонента. Така. Зошто Винер Лајф полисата или Протектор полисата има и штедна компонента и што значи тоа? Кој е начинот да се штеди? Тука во сите полиси за животно осигурување на пазарот во Македонија, па и во Протектор и во Винер Лајф, при самото склучување на договорот за осигурување се формира една осигурена сума. Например, доколку јас како жена на 30 години се внесуваат тие параметри: пол, возраст, моментална старост, должина на полисата за осигурување, колку време планираме да биде таа полиса, да речеме 30 години, ќе плаќам годишна премија од 1000 евра. При самото тоа внесување на податоците во понудата за осигурување, се формира една така наречена осигурена сума, која што е, например, ќе кажам дека во овој случај би била 26 до 28.000 евра.
Тие податоци можат точно да се внесат на јавно достапен калкулатор во Winnerlife и директно да ја добијаме таа сума. Сега што значи тоа? Тие пари, оние 1000 евра, да кажем, што јас ќе ги вложувам во наредните 30 години, по 30 години ќе добијам една осигурена сума од 28.000 евра, плюс зголемена за одредена добивка, затоа што осигурителните компании, овие пари кои што населението ги вложува во полиси од животно осигурување, понатаму ги користат, инвестираат во државни хартии од вредност, во недвижности, и тие пари се оплодуваат, работат некаде на некој друг пазар и врз основ на тој мој влог, јас после третата година од осигурителната компанија добивам едно известување. Колкава е во тој момент мојата осигурена сума. Значи, она што го имам како осигурена сума, плюс добивка, која се добива во случај на доживување, тоа е најпосакувано и за осигуреникот и за компанијата, меѓутоа се добива и во случај на смрт, во случај на настанување на тешка болест, а во случај на несреќен случај сумата се одвојува. Значи, ако осигурената сума е 30.000, во случај на несреќен случај, смрт поради несреќен случај, би се добиле 60.000, не денари, туку евра. Да. Дали може осигуреникот, бидејќи кажавме дека тоа е цел процес, практично станува збор за повеќе години, а понатаму во разговорот ќе говориме околу тоа која е минимална и максимална возраст која што е потребна за да се склучи таа полиса. Дали може осигуреникот во текот на тој цел процес да го следи текот на средствата кои што ги вложи во полисата? Во смисла на тоа се плаќа на месечно или на годишно ниво и може ли да знае колку има средства на полисата по 5-та или 10-та година? Како одат тие известувања од ваша страна до осигурениците? Вака, во случај осигуреникот да сака да знае колку моментално вложил во неговата полиса, да речеме вложува 5 години, секоја година на адреса на клиентот, а сега и по телефон и по мејл адреса, од страна на Winnerlife се испреќа едно известување, како што и претходно спомнав. Колкава е моменталната наша осигурена сума и колкава добивка имаме. Сега тука каде настанува, да кажемете, неинформираноста кај нашите клиенти, проблемот кај нашите клиенти, кога ја склучуваат полисата за животно осигурување, тие по поштенски пат, а и по усмен пат секако се известени од наша страна, дека во случај да сакат да ја прекинат полисата, да речеме во 5-тата, во 6-тата, во 10-тата година, добиваат еден список со откупни вредности. И кога настапуваат тие откупни вредности, кога клиентот ќе каже дека во 10-тата година сака да направи откуп на својата полиса. Што значи тоа? Да повлечи дел од сумата која што ја вложил во осигурителната компанија кај себе, тука прекинува договорот со осигурување, значи нема веќе обврска да плаќа, меѓутоа ни Winnerlife нема обврска да го згрижува клиентот повеќе. Она што овде би сакала особено да напоменам е потенцијалните клиенти внимателно да го слушаат разговорот со застапникот или со брокерот, кога им се објаснува самата полиса, како можат да го направат откупот, бидејќи се добиваат во еден договор што им стигнува по пошта, и да го прочитаат договорот, да ги видат откупните вредности, да видат кои се откупните вредности, да се информираат. Доколку откупната вредност не им одговара, тие можат да направат капитализација на полисата, односно да ги остават парите кои што ги вложиле во осигурителната компанија во договорениот период. Да речам, во 5-тата година сакам да престанам да плаќам, не сакам да ја имам таа обврска веќе кон Winnerlife, меѓутоа договорот за осигурување сум го направила на 20 години. Во наредните 15 години ги оставам парите што сум ги вложила во Winnerlife по основ на мојата полиса и по истек на тие 15 години ќе можам да вратам приближно од сумата која што сум ја вложила во Winnerlife. Значи, тие се практично условите за да може да се направи прекин на полисата. Така, исто така тука можат, например, да направат во договор со осигурителната компанија, да кажам, плаќам 5 години. 5-тата и 6-тата година не сум во можност да плаќам. 7-мата сакам повторно да ја активирам полисата. Што се случува тогаш? Морам да ги исплатам овие 2 години претходно, кои што сум ги прескокнала, пополнувам еден здравствен прашалник, доколку станува збор за полисата Протектор секако, доколку сум здрава, доколку во тие 2 години не се случило ништо со мене,
ги доплаќам тие 2 години, премијата за тие 2 години и полисата продолжува да се важи. Значи повторно се активира тој договор за осигурување. Меѓутоа тука секогаш треба да знаеме кои се намерите на клиентот, што сака да направи клиентот, дали му е јасно, дали му е доволно објаснето, дали има потреба од некое дообјаснување, од поедноставување на работите. И дали е спремен, што сака да направи? Сака да направи откуп, сака да направи прекин, сака да направи капитализација на полисата, сака да направи реактивација. Многу е важно да знаеме што сака да направи клиентот, прво нему да му е јасно што сака да направи, за ние да знаеме како понатаму да постапиме. И јас би дополнила која е целта со полисата, бидејќи рековме пред се е заштита од ризици, но има и други можности, затоа треба да се знае и да биде информиран. Затоа што целта на самото животно осигурување, на овие полиси на животно осигурување, не е да ги плаќаме 2 години, 3 години, 5 години, затоа што во тие 3 години, 5 години не можеме да овозможиме никаква акумулација на средства, која би ни користеле понатаму, која би ни користеле во пензионерски денови. Затоа што самото животно осигурување како една економска гранка има многу поинаква, посериозна тематика кога се во прашање акумулацијата на средства, згрижувањето во пензионерски денови, користењето на таа осигурена сума во случај на доживување понатаму. Не е целта тие средства да ги вложиме на 3 години и да направиме прекин после тие 3 години. Во светот, особено во Европа, многу се користи ваква и слична полиса кај луѓето. Колку кај нас се користи тоа, рековме дека треба граѓаните да имаат повеќе информации, бидејќи важно е која е целта, зошто се прави таа полиса, но најважно од се е довербата која што треба да се стекне. Она што сакам да прашам следно е во однос на стандардот. Бидејќи ако направиме разлика Европа и Македонија, се знае кој е стандардот и колку можат граѓаните да склучат една таква полиса за животно осигурување. Но дали овој производ, Протектор, полисата за животно осигурување, може македонскиот граѓанин да се ги дозволи кога се имаат во предвид животниот стандард и платите кои што се на едно, еве да речеме, една просечна плата на еден македонски работник. Убедена сум дека еден просечен македонски граѓанин може да си дозволи полиса за животно осигурување, може да си ја дозволи Протектор, затоа што минималната годишна премија која што треба да се плаќа по основ на оваа полиса е 250 евра. Рековме и претходно спомнав, може да се плаќа до 3000 евра, после 3000 евра настапувајте тој лекарски преглед од страна на Винерлайф, после тоа може да штеди колку пари и да сака годишно, да кажам. 250 евра, ако земиме во рок од 12 месеци, тоа и не е голема сума која што едно семејство треба да ја издвои за да згрижи барем еден, оној кој што е главен носител на приход во семејството, во случај, не дај Боже, да се случи нешто со него. 250 евра не е голема сума, може да се плаќа годишно, односно еднократно, може да се плаќа квартално на секој 3 месеци, може да се плаќа полугодишно на 6 месеци или може да се плаќа месечно. Да ја расцепкаме оваа сума на 12 рати и така да плаќаме во осигурителната компанија. Така. Во однос на плаќањето рековме дека тоа е минималната сума годишна, Да. но постои и максимална, тоа е, предпоставувам, 3000 евра на годишно ниво. Максимална пред да настапи тој лекарски преглед. Доколку осигуреникот има, договорувачот на осигурување има повеќе пари и сака да ги вложи во осигурување, секако може да вложи и повеќе. Што се случува тогаш, настапува тој лекарски преглед од Винерлайф и после му се одобрува, доколку е здрав се разбира, се одобрува она годишна премија која што сака да ја плаќа. 3500 евра, 4000 евра, 5000 евра. Да, зависно од тоа колку се можности. Зависно какви се можностите на договорувачот. Да проговориме околу возраста на осигуреникот, која е она минимална возраст која што може да ја има за да ја склучи полисата Протектор, Така. и која е максималната после која што не може да се склучи таа полиса. Најмлад осигуреник во Протектор може да се јави лице со навршени 15 години старост. Тој се јавува како лицето се јавува како осигуреник, како договорувач се јавува најчесто родител, баба, дедо, старател,
бидејќи лицето не е полнолетно и не може да се јави како договорувач во полиса за животно осигурување. Полисата може да трае до 70 години навршена старост, што значи дека најголема линија на старост на лице кое што може да влезе во протектор е 60 години. Лице со навршени 60 години и неговата полиса да трае 10 години, односно до 70 години, бидејќи оваа полиса на најкраток временски период, 10 години е најкраток временски период на кој што може да се направи оваа полиса. Така, ова важи, рековме, и за фирмите кои што склучуваат договори за своите вработени, така што практично со 15 годишна возраст може некој за лицето да склучи договор за полиса, а лицето да биде осигурано. Да. И највисоката возраст е 60 години, бидејќи најкратката полиса е 10 години, односно до 70 годишна возраст. И она што сега да повториме за оние кои што не следат, она што е важно исто така, 250 евра на годишно ниво е најниската полиса која што се вклучува и прашање тука дали тука се вклучени сите овие болести за заштита од ризици од болестите и за двете деца кои што спомнав. Така, точно така, со тие 250 евра годишно осигуреникот добива заштита од 21 тешка болест и заштита од 11 болести за двете деца со 100% покриеност, односно 100% осигурена сума би се исплатила ако не дај Боже настапи тешка болест кај некое од двете деца на осигуреникот. Сега, она што како дополнителни можности ги нуди оваа полиса, тука сакам да ги спомнам, не се задолжителни, меѓутоа пожелно е, добро е дополнително да се вклучат. Тука е осигурувањето од инвалидност и осигурувањето од операции. Што значи тоа? Доколку се одлучиме да плаќаме премија, годишна премија од 500 евра и сакаме да вклучиме дополнително осигурување од инвалидност. Тука имаме 6 групи на инвалидност. Еве, јас ќе ја спомнам онаа која што најмногу им ја препорачуваме на нашите клиенти. Тоа е U2 годишно осигурување од 50 евра во случај на настанување на инвалидност. Тука имаме една сума, осигурена сума за траен инвалидитет, која што изнесува 18.125 евра. Тоа е во случај на 100% инвалидност. Доколку осигуреникот во текот на годината има некаква повреда на скршеница, на рака, на нога, на ребра и други повреди кои што носат инвалидност, таа повреда се документира до Winner Life и се донесува одлука за исплата на штета по однос на инвалидност. Доколку вклучиме дополнително осигурување од операции, оваа сума за дополнително осигурување од операции, премијата, се формира во самиот калкулатор од Winner Life, зависи од возраста на осигуреникот и од полот на осигуреникот, значи варираат тука годишните премии по основ на операции кои што би ги сплаќале. Тука се вклучени, можам да кажам, буквално сите операции, бидејќи јас во мојата полиса го имам вклучено ова дополнително осигурување од операции. Сега тука операциите во осигурителната компанија се поделени во 3 класи. Прва класа, осигурената сума доколку настапи операција од прва класа изнесува 300 евра. Доколку настапи операција од втора класа, тука исплатата изнесува 900 евра и доколку настапи операција од трета класа, исплатата е 3000 евра. Овие дополнителни осигурувања можат да се вклучат и во текот на самото животно осигурување, доколку осигуреникот, имам полиса за животно осигурување протектор, ама немам дополнително осигурување од инвалидност или од операции, сакам да вклучам инвалидност, сакам да вклучам операции, сакам да ги вклучам и двете, може да ги вклучи во периодот на осигурување, може да ги направи при самото склучување на договорот на осигурување, меѓутоа може понатаму со тек на време и да ги исклучи. Така, значи може полисата да се промени во текот на тие, рековме, минимум 10 години или 20 години, колку и да се, доколку осигуреникот смета дека добро е да се осигура од одредени ризици, може тоа да го додади како дополнително. Се плаќа, кажавме, колку средства. Она што би сакала да проговориме е во однос на довербата кон вас, бидејќи кога ќе се спомне
осигурителна компанија секогаш станува збор за ризик од некаква доверба. Дали можете да ни кажете одредени примери со кои што сте се соочиле во досегашното работење, бидејќи секако осигурениците треба да знаат со што би можеле да се соочат и еве како може да се предвиди одреден ризик, па треба да знаеме дека и тоа треба да го вклучиме во полисата. Така, за жал, на македонскиот пазар се уште се среќаваме со тој одбрамбен механизам кај потенцијалните клиенти. Се уште има недоверба кај осигурениците, особено кога станува збор за полисите за животно осигурување. И можам да кажам дека тоа до некаде е оправдано, бидејќи населението во Република Македонија години уназад било изигрувано од разни финансиски институции. Сега кога е во прашање животното осигурување, особено кога е во прашање Wiener Life, која што постои повеќе од 200 години со седиште во Виена, во Австрија, значи тука можам да кажам и од аспект на законот за осигурување дека Македонија го има еден од најстрогите закони за осигурување во Европа. Значи тука нема никаква шанса осигуреникот да се сомнева дека на било каков начин ќе биде изигран. Зошто? Затоа што прво пред се осигуреникот не дава никакви пари кон мене. Јас не смеам да наплатам, не смеам да земам никакви пари по основ на полиса за животно осигурување директно осигуреникот. Најмногу што можам да му помогнам е да пополнам налог за тој да оди во банка и да ја уплати својата полиса директно на сметка на Wiener Life. Веднаш потоа го добива договорот. Доколку со самиот договор не е задоволен и сака да ја раскини полисата, во рок од 1 месец по пристигнувањето на договорот, тој може да каже: аха, јас се предомислив, од Wiener Life имаат обврска да ги исплатат парите на негова сметка. За жал, веќе имаме искуства каде што кај некој осигуреник настапила смрт и тие пари се исплатени на наследниците на неговото семејство. Имаме случаи кај што кај осигуреникот настапила некоја тешка болест, па се исплатени пари по основ на карциноми, на мозочни удари, на срцеви удари, на обновување на залистоци, на аорти. Дури имаме случај за жал кај што кај дете на осигуреник е исплатена осигурена сума за дете за настапување на некој од тие 11 тешки болести кај деца. Има случај кај што осигуреник со претрпен мозочен удар, меѓутоа после тоа останал човекот, да речам, функционален, може да ги обавува животните функции. Имаше полиса протектор, ја доби осигурената сума, после тоа сакаше да си направи друга полиса, кај која што не се вклучени овие дополнителни болести, меѓутоа постои можност така лица со одредени диагнози да си направат полиса, значи кај него довербата се зголеми. Дури јас најдов на такво изненадување, човекот беше малку повозрасен и беше изненаден како му исплатиле, како не можам. Од друга страна, па не сум растена, да кажам, во тоа време кај што луѓето толку многу биле манипулирани и не ми беше јасно зошто толку многу човекот се изненади. Значи, има позитивни примери кои што ја потврдуваат довербата и не треба тука да има прашања во однос на тоа. Мислам, не треба да се сомневаат. Имаме позитивни примери кај што се исплатени овие дополнителни осигурувања од инвалидност, од операции. Протектор се наоѓа во Прилеп, но вие можете да склучувате договори за полиси и во останатите градови, предпоставувам. Како делувате на ниво на Македонија? Имате своји застапници, тоа се прави директно во контакт со оној што е заинтересиран потенцијален човек кој што сака да се осигура. На кој начин се прават тие полиси за осигурување? Дали треба да дојдат тука во Прилеп или пак може да појдете и во одредени градови или села каде што има заинтересирани? Така, секако доколку потенцијалните клиенти се заинтересирани да направат полиса протектора, не се од Прилеп, дури и да се од Прилеп не е страшно. Ние излегуваме на лице место, одиме на терен, значи очи во очи да му објасниме пред се на потенцијалниот клиент какво осигурување ќе склучи, да видиме што сака да вклучи, дали му е јасно,
дали му е јасно во што ги вложува парите, на каков начин, колку би плаќал, зашто би плаќал, еве да му ги објасниме тие покритија кои влегуваат во полисата Протектор, дали сака дополнително осигурување. Значи во тој случај ние излегуваме на терен за да ги услужиме нашите клиенти. И она да го напоменеме што е можеби во моментов најважно, бидејќи вие се наоѓате на нова локација. Така. Исто така да спомнеме дека имате и богата со информации веб страница и Facebook страна која што има информации во однос на вклучувањето на полисите, во однос на начините на штедење и така натаму. Сега се наоѓате во близина на Чумовчанец. Да, сега моментално од 1 јануари, да кажам, официјално сме на нова локација во близина на Чумовчанец, на главната улица. Тука сме достапни од понеделник до петок, од 8 до 16 часот, во канцеларијата сум јас. И покрај овие полиси за животно осигурување кои што ги нудиме во соработка со Винер Лайф, во соработка со осигурителната компанија Македонија осигурување, нудиме доста производи од областа на неживот, значи имаме автоодговорност, имаме зелен картон, патничко осигурување, имотно осигурување, осигурување од одговорност, колективно осигурување. Така да со посета во нашата канцеларија граѓаните може да се информираат за осигурувањата кои што можат да ги склучат, зошто им се потребни, зошто да го направат осигурувањето. Да. Така. Пред се да се информираат и токму заради тоа е овој разговор, бидејќи што поинформирани, тоа е подобро да го изберат производот кој што им треба. Така, точно така. Информацијата добро е за нас како застапници во осигурување, како брокери, како лица кои што работиме во осигурителниот сектор, да имаме информирани граѓани, кои што подоцна сами ќе пристапат кон нас, да не мора ние да го туркаме тој ѕид од недоверба, туку да ги информираме граѓаните, за да добиеме повеќе клиенти. Благодарам. Почитувани, тоа беше Лина Димовска од Протектор, Друштво за застапување за осигурување Прилеп. Рековме, можете да ги најдете на новата локација во близина на раскрсницата Чумовчанец. Исто така можете да ја посетите и нивната веб страна protector.mk, секако и нивната Facebook страна Протектор. Осигурајте ја вашата иднина со компанијата на која и верувате. Локацијата е нова, а довербата сигурна. Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, на нова локација во близина на Чумовчанец на улица Сотка Ѓорѓиевски, број 38. Ние сме Друштво за застапување во осигурувањето Протектор. Соработуваме со компаниите Винер Лайф од областа на животно осигурување и со Македонија осигурување од областа на неживот. Протектор, ваш заштитник од ризици со полиси за животно и имотно осигурување. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец.